Во многу мал дел од случаевите може да збориме за корупција или за некакво политичко влијание, додека тоа што ги задира секојдневните, да кажам за нас случаи, помеѓу луѓето, помеѓу фирмите, имаат проблем со ефикасноста. Има многу случаи каде што ниту странките имаат моќ, ниту имаат некој интерес да фаќаат врски, да плаќаат и така натака, но сепак многу чекаат, добиваат неквалитетни пресуди кои што се после предмет на жалби, па се враќаат назад во основниот суд и тоа некогаш може да трае по 4-5, а има некои случаи, јас сум млад, немам случаи што ми траеле 10 години, ама имам некои што веќе траат 5-6 години и се уште не се завршени. Изворот на проблемот јас го гледам во неколку дела. И можам тие да ги сумирам горе-доле на два дела. Прво, имаме недостаток на ресурси, а второ, и тие малку ресурси што ги имаме не ги користиме доволно ефикасно. Македонскиот просек е 19,9 суди на 100.000 граѓани. Европскиот просек е негде околу 23 до 24 суди на 100.000 граѓани. Сега ова не е некоја огромна разлика, додава на проблемот, но не е огромна, но е многу интересно ако видиме на друг параметар, тоа е колку спорови ние имаме на 100 граѓани.